Регионални вести во 17. Денес во вестите ќе гледате. Калиманци му се заканува на Штип. Браната е пред излевање, а огромни количини на вода доаѓаат по брегалница. Веќе браната Калиманци започна со преливање. Има доток на вода околу 280 метри кубни во секунда и сета таа вода ќе се слее по реката Брегалница. Значи во моментов започна прелевањето на браната Калиманци. Очекуваме некаде помеѓу 8 и 8:30 да биде зафатен и Штипскиот регион и се очекува водостојот да се зголеми од метро до метро и половина. Оваа прилика ја повикувам да сите населени места по течението на реката Брегалница, вклучувајќи ги општината Вдел од Виница, Штип, Чешиново, Блешево, Кочани и останатите општини да апелираат до граѓаните. Итна евакуација пред се во приземјето, кај што ќе направат евакуација на стари луѓе во првите спратови, потоа дислокација на вредни предмети. Да ги повикам сите сточари кои што имаат стока, која што е сместена долж течението на река Брегалница, значи во повеќе населени места, покритични се, значи во Кочани, истивање во Виница, понатаму во Чешиново, Блешево, во Чардаклија, Штипско, Караорман, понатаму Ново село, тука значи долж течението на река Брегалница до 9 км до местноста Лакавица, значи да ги евакуираат и да се упатат на помош на местните кризни штабови, доколку имаат потреба од тоа, бидејќи оној бран што го очекуваме дефинитивно ќе ги зафати. Веќе испративме апел до жителите на нашиот град, посебно до жителите на населбата Стар Караорман, населбата Чардаклија, Балканска, Македонска, во градот 8 ноември, Ново село и долж течението на река Брегалница од Ново село некаде до селото Купче, до селото Пенош. Мислам дека во овој момент сме добро организирани, значи јавните предпријатија се на висина на задачата, имаме мобилизирано комплетни урбани заедници кои самопрегорно работат да си ги заштитат своите домови. Армијата на Република Македонија себично ни помага, тука е Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување исто така ни помага, така да мислам дека со владата на Република Македонија, со штабот, координативното тело и така натаму, и тоа како сме неорганизирани, мислиме дека овој ударен план ќе гоублажи, не? Нивото на Брегалница се покачува алармантно бргу, покажуваат мерењата. Во 13 часот водата беше на критичната граница. Покажуваат висина околу 3,60 метри, што значи дека следејќи од утрово во 7 часот, кога беше 320 и на секој саат има зголемување по 6 до 8 сантиметри висина. Не знам што ви интересувало, инаку тоа би изнесувало некаде околу над 300 кубни метри протоку секунда. Критичната е ако некој параметар 2013 на 26.2, што беше 413 максимумот, значи критична е над 2,5 метра, али е опасно. Уште е опасно и страшно. Над 2,5 метра секоја вода што е над таа висина е критична и се излева Брегалница. Бунарите Нејсер веќе се поплавени, а водата во Штип повторно не е за пиење. Значи, последните анализи направени во нашата лабораторија, во јавното предпријатие ИСАР, покажа дека водата не е исправна за пиење, односно има физичка загаденост, додека бактериолошки и хемиски е исправна. Затоа гласуваме дека водата не е за пиење, туку може да се користи само како техничка вода. Ќе вршиме редовно испитување на водата, значи ќе тестираме и проверуваме на секој 15 минути, се додека не добиеме позитивни резултати и не добиеме позитивен резултат од хигиенски завод, ја прогласуваме водата за не е за пиење. Ударниот бран се очекува за денес во вечерните или доцните ноќни часови, што беше причина за општа мобилизација. Сите градоначалници од Истокот заедно со министерот за транспорт и врски, заменик министерот за земјоделство и премиерот беа на итен состанок во Штип. Екипи на локалната самоуправа, полицијата и војската повеќе од 24 часа се на терен во обид да го заштитат градот од најавената катастрофа. Континуирано, значи, поставувавме песок, вреки песок на критичните места на реката Отиња. Исто така направивме еден тампон зона на критичните краеви на реката Отиња, бидејќи да не се подкопа и самото корито, бидејќи може да настанат поголеми штети. Тоа го саниравме. Еве сега се јави дополнителен проблем со река Брегалница. Моментално нашата бања Кежовица е во голем ризик да биде поплавена. Водата веќе излезе на паркингот, носиме вреки континуирано. Значи еве од утрово околу 2000 вреки ставивме песок
некаде околу 50 кубни метри. Сега имаме околу 50 кубни метри песок, се уште ставаме. За сега улиците се проводни, мостовите се во добра ситуација, во добра состојба. Еве мостот тука во Ново село е во добра состојба, но ние ќе следиме состојбата и доколку има проблеми ќе реагираме навреме. Како што гледате на лице место сме тука во Ново село. Имаме огромно искуство од ланската и од поланската година, значи сега моментално сме многу спремни и спремни да очекуваме нели оваа несакана работа, поплава или катастрофа. Мислам дека успешно ќе се справиме со оваа катастрофа. Гледам дека поставувате пумпи за испумпување на водата, значи колку се поставени, како и дали ќе има каде простор таа вода да се испумпа? Да ви кажам право, тие пумпи се ставени од превентива, затоа што знаеме дека Ново село не е приклучен комплетно на канализација, значи директно е во реката. Така да очекуваме повратна вода, да ако се покачи нивото, ќе има повратна вода во најниските делове на Ново село. Ние сме спремни, имаме 4 пумпи поставено и нема ништо да не изненаде. Мобилизирани сме, ние од пожарната, едно 30 човека сме мобилизирани, сега ќе дојдат со камионот тука, ќе поставиме пумпи, у секој случај ако дојде до преливање на реките, за да може да се црпе водата. Останувате дежурни сега докато Дежурни до утре. До утре. Поставени се по целата должина на јужниот ѕид на музеот одбранбени вреки со песок, кои на делови се во висина од 1,40 сантима. Се надеваме дека во периодот кој што следува ќе имаме можност да добиеме уште одредена количина на вреки за да можеме овој ѕид да го подигнеме. Од Сабајле. Бројот не се знае. Гледа се прилика. Каква акција имаме до сега у Ново село, која мобилизација? Ова не имаше и оваа година па. Страшно ли е? Не се знае, да се каже точно. Не жалиме труд. Само да се заштите. Да. Што може да се спасе? Подготвуваме се, а вреките не ги броиме. Многу вреки и подготвуваме се, па сега што Бог дај то. Многу тешко и многу трагично. Страшно, многу страшно. Не знам, сега очекување сме, а дај Боже да нема. Какво е чувството да очекувате? Многу лошо, многу. Растреперени, страшно, трагично. Сега сме по-спремни, снабдеме се со моторчиња, црева, ако има нешто да може да ќе биде полесно од прошлиот пат. И така. Како да кажем, на штрек. На штрек сме, во секој момент спремни сме за се. Доста полициите и војската ни помогнаа. И доста народ има и од градот, така да ќе издржиме и ваа бура. Сме спремани со пумпите комплет. Само не дај Боже да дојде. Овде е најголем проблемот, ние сме овде поради граѓаните и јас сум токму од таа причина овде да помогнам колку што можам. Со логистика и со физичка помош. Благодарам. Другиот пратеник Димков ракавите ги засукал на друго место, па рано утринава спасувал фарми. Луѓето мора заедно да ги изнесеме, да се изнесе стоката и кравите на повисоко место да се заштитат. Меѓутоа сега како што гледам наидува водата и прилично алармантно е и во делот кај што таму јас и во близината живеам, да речеме ретки се моменти кога дошла водата до тој степен. Јас се надам дека можеби тука некаде ќе застане, меѓутоа како што најавуваат дека и други врнежи. Дежурни екипи ќе имат цела вечер во обид последиците од најавените поплави да се намалат. Инаку, освен во Штип, поплави веќе имаше во Делчевско и Беровско. Не дај Боже повеќе да придат. Пукнали. Ја тука ќе видите и вие оти пукнал. Друго што да ти кажа, гледаш, додека гледаш, се е вода. Ментално да ви кажа, едноставно во нашето село работивише од Сабајле, преку целата ноќ. Врнеше интензивно, снегови, дождови и дојде до тоа изливање на таа брегалничка река и поготово Желевица. Што ни ги откине мостовите на Желевица, еве пукнате мостот на Брегалница. Не верувам дека ќе падне, още ама сигурно ќе придоди вода. Нагоре има многу снег. Слична катастрофа во регионот имаше пред 2 години кога пукна Пишичка брана, а под вода беа делови од Чешиново, Облешево и Штип. Ги гледавте вестите на телевизија Стар. Повеќе информации на tvstar.com.mk.